на ова конкретно прашање околу клиентелизмот е, да речам, значајно прашање и клиентелизмот е повеќе би го лоцирал во некаков домен на причини за уназадување на демократијата. Не би говорел премногу на оваа тема. Тоа што можам да спомнам е дека тука немаме политичка партија од овие поголемите која е невина. Значи, сите поголеми партии, па дури и во овој момент, имаат силни клиентелистичко-патронажни мрежи. И овие мрежи имаат своји очекувања. Така да, клиентелизмот е сериозен предизвик. Значи, тоа се пак бара да имаме поинакви политички партии. Јас сум љубител на метрика и на индикатори и се сеќавам на еден податок дека по глава на жител нашите политички партии имаат во Европа најмногу регистрирани членови. Тоа е доста вака симптоматично и карактеристично за нас. Значи, кој е тој обем на симпатизери членови кои може би не толку се поврзуваат идеолошки со партиите, туку се поврзуваат за остварување на персоналниот интерес. Јас сум повеќе наклонен да верувам дека е ова второто. Значи, ние не создадовме општество на можности за да може да понудиме алтернатива на оно што го сервисираат политичките партии. И тоа меѓу останати други причини и ги создава овие наши проблеми и предизвици. Оно што би сакал да обрнам внимание, бидејќи ова сепак едно кусо излагање, оставајќи простори за другите наши колеги, да. Мислам дека уназадувањето на демократијата, моја препорака е да бидеме посериозни во смисла, значи, која метрика, кои индикатори, па и композитни индекси ги користиме. Значи, они најдобро ќе опишат дали ние имаме уназадена демократија. Значи, кај нас при тоа може да се извлечат и споредби и со регионот, со Европа, со САД и така натаму, со оваа западна хемисфера. Но она што за мене, особено во овој последен период, предизвикува посебен интерес се причините за ова уназадување. Еве само еден пример. Неодамнешни анкетни истражувања околу причините за уназадување на демократијата, конкретно во Обединетото кралство, укажуваат на едно поместување на она што представува очекување на избирачите. Они го нарекуваат транзиција од деливеризам, значи од надпревар за испорака на услуги во надпревар за емоционална сатисфакција. Или во поново време се користи зборот вентилирање. Значи, и поврзано е со гневот и бесот. Значи, кога говориме за емоции кои ги придвижуваат овие процеси, па и кај нас во регионот, во Европа и во САД, во нивната позадина е како политичките субјекти го артикулираат гневот или бесот кај избирачите. И ќе признаеме дека крајната десница, радикална десница, можеме да ја закачиме и други атрибути, но и крајната левица, подобро се снаоѓаат. Значи, они, и то не е ново создаден рефлекс, тоа и порано било так. Доволно е да се сетиме на Вајмарската република и на подемот на Хитлер во Германија. Значи, они се вешти во
поставување на сценографија во тој театар или спектакл на емоции. Додека пак другите, оние кои би требало да им бидат некаква алтернатива, очигледно не се снаоѓаат. Значи, не се снаоѓаат во овој момент. Потврда е победата на Бабиш во Чешката република. Потоа, она што се случува во Франција, каде што една силна центристичка фигура, како Емануел Макрон, во моментов има 18% поддршка. Значи, да не говориме и за други и за друга феноменологија, значи САД, Словачка, Унгарија и така натаму. Понатаму пак поврзано со ова што беше искажано, значи кога она што го забележувам кај нас, за жал, поради инцидентот во Кочани и еколошки инциденти и катастрофи кои се случуваат во моментов, забележувам во јавноста се присутна критика за системот. Мислам дека беше кажано. Значи, ние се уште уставно и законски имаме демократски систем. Значи, кога велиме системот е виновен, повторно одиме на терен на она што го посакува крајната десница и левица, односно да понуди алтернатива на демократскиот систем. Така да, доста е ризична таа теза, дека нас системот ни е виновен, бидејќи има некој што и во моментот нуди алтернатива. И уште две работи, еве да не должам премногу, спомнав метрика, а беше спомната и каква ни е свеста, нали? Значи, во метриката на глобалниот индекс за демократија на Економист, ние, значи, немаме отидено кај индикаторот за политичка култура над 3,2 од 10. Што е за мене лично вознемирувачки. Овој индикатор за политичка култура е еден од 10 индикатори кои го формираат композитниот индекс за степенот на демократија. Па не, нас, например, тој индикатор нас не влече надолу во тоа рангирање и осцилираме помеѓу хибриден режим и демократија со недостатоци. Значи, да имате ниска политичка култура, како што е дефиниран индикаторот, значи дека перцепцијата на граѓаните во вашето општество е повеќе во прилог на управување со цврста рака или тоа е еквивалент на управување авторитарно. И сега пак да се преиспитаме, да ги преиспитаме нашите очекувања. Значи, ние сакаме, ние барем што сме овде, да ја заштитиме демократијата, но треба да бидеме реални, дека може да успееме да ја заштитиме демократијата доколку мнозинството од граѓаните се демократи. А овој индекс покажува дека тоа не е случај кај нас. Ова само една дигресија, еви колешката го опфати ова прашање. И може би нешто што треба да обрнеме исто внимание е позиционирањето на крупниот капитал и верските институции во една ваква ситуација. Значи, имаме ситуација кај нас, но еве и со една паралела во Соединетите Американски држави. Да крупниот капитал, значи, во една ваква под овие околности, би рекол, на него не му е проблем да застане зад овие политички проекти понуда на крајната десница. Зошто не му е проблем? Бидејќи на тој начин крупниот капитал ужива во дистрактирање на гневот од она што е последица од економскиот модел, а тоа се не еднаквостите. Значи, ние сега не се занимаваме со економскиот модел, туку ние се занимаваме со тоа кој е виновен за нашиот гнев. А крајната десница и левица, во не мал број случаи, значи овие политички партии од крајностите, гневот го
насочуваат кон малцинствата. Значи, дали се тие политички, дали се верски, етнички, дали се социјални. Значи, тие тоа вешто го прават, бидејќи пронаоѓаат виновник во нив. И понатаму се прават напори тоа да се дефинира како culture wars. Значи, има цела една палета на инструменти кои овие политички сили на крајностите во политичкиот спектар ги користат, бидејќи ја имаат и таа скриена поддршка од крупниот капитал. Значи, тоа е случај кај нас, на случај и во САД, и во Унгарија, би рекол, и во Словачка. Значи, видливо, измерливо. И за жал и од верските институции, бидејќи верските институции не се пронаоѓаат себе си доволно афирмативно во услови на еден демократски систем. Тие се потиснати, нали? Милуваме да кажеме дека на црквата не е место во управувањето со државата. Додека пак оваа позиција на крајна десница значи ги враќа верските институции во еден заеднички конзервативен проект, да се сочуваат себените вредности, традиции, идентитети и така натаму. Значи, тоа се некои 4 моменти: управувањето со емоциите, политичката култура, малце да гледаме како се однесува крупниот капитал, економскиот модел, нееднаквостите и овие други аспекти за кои зборував.